Сада вие дојдовте тука во редакцијата на Нова, се обративте со еден здравствен проблем. Може ли да ни објасните зашто точно се работи и на што се однесуваат вашите жалби, негодувања? Вака, јас дојдов овде да ви се обратам со надеж дека некој од надлежните се тоа ќе го види и ќе реши да ми помогне. Значи, бев оперирана на неколку наврати во Скопје од кила на стомак. Неуспешно, морам да кажам, и со надеж дека мене ќе ми биде подобро некаде, нели, надвор, како сите што идат. Се обратив до директорката Весна Камилова во Санте Плюс, со надеж дека тоа се ќе биде во ред и нејзиното ветување дека операцијата ќе се среди и за месец ден од прилика јас ќе бидам како нова. Значи, ми ги кажа условите што треба, како треба, колку да се плати. Значи, цената мене ми беше проблемот. Последна година ден од првиот разговор со Весна, отидов и реков дека сум спремна јас тоа да го платам. Успеавте да соберете сумата? Да ја соберам таа сума. Беше договорено операцијата да биде изведена каде? Во Турција. Ми рече дека тука првата операција да биде, таа единствена што требаше, тоа е 2 операции. Едната би била естетска, втората кила. Естетската се изведува поради тоа за килата да биде подобро санирана. Значи да се затегне кожа и сето тоа за да изгледа како што треба. Јас се согласив, да кажам цена, ми беше побарано 4000 евра, имам документација за сето ова што го зборам. Значи се согласив, може, реков дека можам тоа да го платам, се спремија сите, нели, потребни документации, ми се извади карта што јас ја платив, па после од таа сума од 4000, значи ми беше одбиено и сумата ја платив во Турција. Таму кога стигнавме, причека на аеродром, убаво све, значи однесена у болница, утредените испитувања, операцијата помина све убаво, бев едно недела дена таму, се врати во Скопје и последно 15 на дена раната почна да ми тече. Значи се јавив кај Весна и реков дека раната не е во ред и ми рече, ајде ние немаме тука хирург, господја Весна, ќе повикам јас доктор што ќе те види. На консултација? На консултација и си отидов на точно договорено време. Доктор Бошко Ставревски ме погледна таму, Ставревски, мислам дека така му е презимето, ме погледна и рече, мене лично ми кажа, тука беше и доктор Весна, дека ова не требало така да се направи, затоа што мене на самиот рез не беше направен папок, него буквално како што беше лепен резот, оставен празен простор и долепено горе. Значи место на папокот. Што јас лично не бев задоволна ни од естетскиот изглед, ни од ништо, ама тука века ова е извор на бактерија. Неговиот совет беше века ова требаше да се направи века целосно да се затвори и после година дена која раната ќе беше заздравена све, тогаш се вметнува пластичен папок, се навртува за естетски изглед века, а ова е направено баш место за бактерии. И рече дека сигурно е во прашање бактерија, чим се собира течност, извлече течност од ова ми исчисти раната и рече дека ќе видиме што ќе излезе од самиот резултат. Раната продолжи да тече, значи можда уште едно 20 на дена, од што мене состојбата ми се влоши, пак и се јавив на Весна, ми рече ајде пак да те зирне докторот, од што докторот рече дека морам јас, вика, јас ова нема да го работам, затоа што јас не ве оперирав, господја Мерсада, вика, вие ќе мора да се вратите назад во Турција, ова ќе мора да се среди, значи буквално вика ќе мора со некое гребло, така медицинска наречено, вика внатре да се локална анестезија, да се зачисти за полесно да се залепи кожата. Значи никој бактерии не спомнуваше ништо. После тоа состојбата уште повише ми се влоши, значи течноста беше помешана со крв, јас имав болки, буквално не функционирав, дома лежав, жена, мајка, значи фамилија, све, бев буквално ограничена во движење, а не во извршување на некои домашни обврски. Во Турција ме вратија по совет на докторот Бошко Ставревски, таму кога отидов, буквално како да бев на прошетка. Значи ми ја истиска раната, тоа истото што ми го правеа во Санте, премивање со бетадине и ме вратија назад. Со убедување дека ова ќе тече и дека ќе престане да тече. Значи, откако се вратив тука, голготата продолжи, значи раната све повеќе и крвареше, дури почна да искача еден, имам јас и на слики, можете и да ги објавите, како исцедок од црева.
пак се ја консултирав доктор Весна и реков директорка Весна дека мене состојбата не ми е добра, ова све више теча, ајде пак да те види докторот. Кога јас отидов пак да ме види доктор Бошко, кој успа да кажам дека не е вработен таму, он е таму, доаѓаше лично како пријател на директорката Весна, мене да ме види. Чиста, драга негова волја, така ми рече, века јас Мирсада ниту еден денар не сум им зел, за чисто онака да тебе ти помогнам. Препорача, века, ова е веќе, века, мислам дека е дојдено до црева. Ми рече, немој да се плашиш, све ќе се среди. Јас бев видно уплашена тогаш. Дојдено е, века, до црева, ќе мора еден поголем хирушки зафат, века, ќе мора мрежа да ти се вади, ќе мора све, века. Ако не се реагира брзо, века, ова може да дојде до сепса, века, и знаете што значи сепса, да не збориме после. Ме прати кај доктор Толовски, Весна, праша он кај ги снимате пациентите, кај државна болница, таму направив една снимка, кај што докторот напиша позитивен резултат дека не е ништо, дека е подкожно. Се јавив кај директорката, она ми рече, во ред ќе го консултирам сега доктор Бошко, откако на него му било кажано дека резултатите се добри, докторот кажал не се добри, јас знам, затоа што јас жената ја видов, раната ја видов, сакам јас да ги видам резултатите. Кажете и на Мирсада нека дојде во 8 навечер, така беше договорено, се сретнавме, само што ја погледна снимката, јас цела весела, значи готово, ќе си оздравам, ќе биде све окей. Само што ја погледна снимката, вика, сега да си во Турција, ова ти е доцна. Викам, докторе, ама видете резултатот пишува, знаеш, јас збунета, вика, јас не гледам што пишува, вика, јас ја гледам снимката. Вие подхитно мора да идете во Турција, ај почекајте ме тука, вика, или ако сакате во ходник, јас излегов во ходник, почекав едно 20 минути, он имаше разговор со директорката, пошто она излезе надвор и ме убедуваше дека е све окей. Јас го прашав дали од ова сумира, он се насмеа, ќе завршиме работа, не се секирај. Значи, не ми го потврди, ама од сепса сумира, тоа сите го знаат. Од таму, утре дента, бев испратена повторно, подхитно, значи со кола од болницата до аеродром, од аеродром ме чекаа таму, во Сантеплус во Турција. Таму ми беше направена операција која траеше, мислам дека некаде околу 5 сати втората, првата 5,5 сати траеше. Од што ми беше извадено све. Значи, мрежата, ткивата што беа оштетени, зафатени од инфекцијата и све. Само што после операцијата, првата преврска, раната беше отворена. Има слики исто од раната и тоа можете да го покажете. Исто така отворена рана, 15 дена бев таму, ми ја шија исто така во соба на живо, доставуваа конци, ме убедуваа дека тоа така треба да биде, дека тоа ќе зарасне, дека јас можам да останам уште во Турција уште едно месец дена, ама истото тоа ќе ме го прават и во Скопје, па да не морам да седам во болницата, затоа што јас дома имам дета, имам фамилија, морав да се вратам, и јас и се вратив и се слушнав со доктор Весна и сидев редовно на Преврски. Тогаш ме прими ново вработена доктор Илина Гаджевска. Значи, рече, вие сте ми прв пациент, јас вас ќе ве лекувам, не дека раната веќе се отвори, беше некаде околу 5 самтини на 7, така од прилика. Рече, сум видела пострашни рани, јас ова ќе го санирам. Лечењето траеше цело лето, со сребрни гази, со преврски, со све. И кога дојдовме до фаза на затварање на рана, затоа што она беше отворена рана, значи месо се гледаше све доле, требаше да се направи уште еден хирушки зафат. Тоа ми го направија во Скопје, во Сантеплус болницата. Зашто не ми наплатија ништо? Асистираше доктор Јеген, како се викаше, гинеколог Јегени. Они беше асистент на доктор Илина Гаджевска, значи после 5-тиот ден пак раната ми се отвори пукаша, од што стигнаа после резултатите на уште еден бриз, дека постои уште една бактерија, трета. Три бактерии. Да, 3 бактерии. Трета бактерија постои и после со доставување секој идење на по 2-3 конци. Јас не ќев анестезија зашто беше болна, значи шиењето беше на живо. Мислам, маки невидени. Тоа е... Спомнавте во текот на разговорот претходно дека излегували изметот. Да, тоа пред третото идење во Турција, значи крв помешана со измет од стомакот затоа што цревото ми беше дупнато. И кога ме оперираа во Турција, втората операција беше во Турција, третото идење во Турција, втора операција, 7 дена, значи тоа лекарите и надлежните знаат, што значи, викам, јас ниту една капка вода се неам напиено, затоа што, века, не смееш, цревото е дупнато, шиено е внатра, значи, дури после 7-миот ден почнав со водичка, со супа, со васона, 15 дена бев, страшни, значи, болките,
тоа да не даде Господ на никога. Голема голгота. Голема. Сега од болницата се чувствувате оштетена и барате од болницата да ви го реши проблемот, бидејќи сега вие живеете како? Да, живеам во голем страв. Значи, јас на стомакот имам само кожа, затоа имам и ехо снимки, ќе ви ги оставам. Кожа и под кожа се цревата. Значи, тука нема ништо што ги држи, нема мускуле. Секое мое идење у тоалет, бањање, јас со страв го идам. Значи, на плюс 40. Зошто? Затоа што постои опасност од пукање на кожа и скачање на црева. Сега тоа пукање на кожа не може да се деси можда сега веднаш, одма, ама со тек на време, ако не се реагира, самите црева што допираат до кожа, така ми е објаснато од доктор Бошко Ставревски, со самото триење на црева, јас осеќам и голема топлина, зашто цревата која варат се вруќи. Значи, која ќе се допре стомакот, тоа е жешко. А на оваа врукина да го носите, јас живеам буквално 24 сати со појас. Некогаш ставам и 2 појаси за да е постегнато, спијам со појас, се бањам со појас. Значи, тоа е... Живот не е живот. Значи, живот кој е многу тешко да се живе. Домашните обврски 17 годишниот син ги врши. Значи, све што треба, јас не сум способна буквално за никаков живот. И од болницата ми кажуваат, толку од нас, ние не сме ти должни више ништо. Јас повторно имам кила, и таа опасна кила, која во државна болница се обратив до доктор, смеам да спомнам, име, Владо Јаневски, професор и он, рече, јас лично не би се нафатил Мерсада, можеш, вика, единствено да идеш Германија, Англија, вика да те пратат таму да ти средат, ова е веќе голема работа, вика ти имаш дупнато црево, неколку операции отварана, немаш мускули, вика, и откако сето тоа го кажеме, вика, чекај, вика, постои уште еден доктор во Македонија, он е специјалист, ако он се нафати, вика, да идеш кај него, доктор Младеновиќ. Значи, јас се обратив, фала му на доктор Младеновиќ, се договоривме да закажеме операција септември со Господ напред, се надевам дека се ќе биде во ред, ама болницава Санте Плюс, стварно не знам што да кажам. После сето тоа, јас сум сега во полоша состојба него што сум била. Значи, јас отидов нормално само со кила, сега нема мускули, само е кожа, страв од пукање, од бањање, дури животот ми е во опасност. Живееме, луѓе сме, не дај Боже, на улица, било што да се направи, еден удар или нешто, мене може да ми дојде, цревата може да излезе, затоа што е тоа многу тенка. Тенок слој на кожа и одма се цревата тука. Значи, секој мое движење ми е ризик. Вие рековте дека ќе се обратите до сите надлежни институции, да реагираат, што барат од нив? Со надеж да ми помогнат, значи не сакам ова да помине неказнето. Ајде, јас сум го преживеала. Ќе кажам, сум имала голема среќа од Господа, или јак организам, или не знам што. Јас сум преживеала, сум била на работ на смртта. Значи, не сакам некој друг да го поминува сето ова. Значи, се случува, луѓе сме. Погрешиле докторите, не провериле на време за бактерија. Се створила голема инфекција, дошло до сепса. Зошто понатака да не ми помогнат? Јас не барав ништо, барав само помош. Да ми најдат чаре за мојата состојба. Сега? Да, сега. Поштено платив, доведете ме до она што ми е ветено дека ќе биде. Значи, они ме упатија све што имаш од сега, повели во Турција, жали се. Јас кога отидов во Турција и прашав, не отидов, значи пратив луѓе, роднини, да прашаат со надеж дека нема да ми биде 4000 евра, ќе ми биде поевтино, добивме одговор од Турција за све што треба за вас, луѓе од Македонија, има госпоѓа Весна Камилова од во Скопје. Ќе се обратите до неа, она ќе ве прати. Значи, ме пратила и сега кога јас не сум добра, јас треба сама да идам таму. Да се жалам и да ги тужам. Јас и нив ги контактирав, не добив никаков одговор. Само ме праша што бараш, реков да ми најдете чаре. Ако вие не можете, платете ми друга болница, нека ми направат операција. Јас не барам ни богатство, ни богатење, ни ништо. Значи, барам да ми се овозможи еден нормален живот. Затоа ги молам сите институции да ми излезат во пресрат на мојата здравствена состојба, да ми помогнат се това да се реши и да нема више вакви случаеви. Значи, никој да не го поминува овој пат што јас сум го поминала. Ви благодарам.
Hvala.